Селекторе, не очекува старт на првата фаза на квалификациите. Како гледате на овој национален тим и на ривалите што ги имаме на квалификацијскиот турнир? Па, репрезентацијата веќе по време е во горе-доле во истиот состав, со исклучок на 3-4 ракометарки од помладите генерација 2000-та, 98-та, кои што полека пробуваме да ги вметнеме во овој систем. Функционираме во последните неколку месеци, 6-7 месеци, во посекуван ритам кој што ни дава можност да кажеме дека идеме некоја скалило плюс, меѓутоа треба да бидеме и скромни во нашите изјави, дека се уште пред нас престои работа која што треба да ја обавуваат ракометарките. Анализата е направена, например, од март месец навака за оваа година зборам, па Тарагона и овој двомеч со Италија што го одигравме во претходната ЕХФ недела. Оваа недела изминатата девојките одработеа добро, вклучен е и уште еден тренер, кондиционен тренер кој што се грижи околу нивната состојба, физичката нивна подготвеност. Нормално другиот дел го тераме со Андреева на тактичко-технички план. Едноставно полека влегуваме во некој ритам. Ако направиме некоја анализа на екипите кои што ни престојат над преварите, Азербејџан, Исланд и Турција, може да се види дека комплетно за Азербејџан немаме големи информации. Едноставно еден надпревар, тоа на надпреварот во Баку, Азербејџан, Турција, каде што Азербејџан изброја победа и на база на тој надпревар правиме некои анализи. Не знаеме кои играчи ќе бидат. Во утрешниот ден треба да се дозне и составот. Многу малку информации имаме за нив. Исланд е проверено, знаеме со кој состав настапуваат, знаеме дека имаат повратници кои што играат во Шведска и во Данска. Едноставно репрезентација која што треба да се респектира и поголемо внимание да се обрне на неа. Дојка пак Турција, една информација имаме од таа информација дека од Тарагона навака репрезентацијата настапува со идентичен состав со исклучок на девојката левиот бек која што е еден од подобрите поентери. Не треба опуштање, не треба во ниеден момент да размислуваме на тоа кој е фаворит или кој не е фаворит. Едноставно на овие квалификациони турнири потребно е да бидеме присебни кон она што го тренираме. Отвараме со Азербејџан, па Исланд и на крајот е Турција. Мораме да ги респектираме сите репрезентации и да влеземе сериозно на секој надпревар како и до сега. Сметам на добра игра, девојките се позитивни во моментов, така треба да продолжиме и да извојуваме успех. Играме 3 надпревари во краток временски интервал. Колку тоа ќе биде потешкотија за овие девојки или нема да представува никаков проблем околу нивната кондицијска и пред се психолошка подготвеност за 3 надпревари во 3 дена? Околу ова размислуваме веќе подолго време, дека 3 дена се одигрува турнирот и малку е проблематично затоа што повеќето од овие ракометарки настапуваат во екипи каде што не е нешто бог знае што забележително. Едноставно пробуваме и играта ние да ја направиме, да ја сведеме на тоа ниво, да имаме што е можно поголем ростер на играчи, едноставно да дадеме минутажа на еден, на друг, на трети играч и да успеам како селектор на репрезентација да го извадам максимумот од секоја девојка, едноставно да го дадат максимумот на било која позиција, односно таму каде што е дадено да игра. Хендикеп ни е Керемичиева што не е во составот, повредена е и имавме една повреда со десното крило Гајч, која што исто не е повеќе во репрезентацијата, на нејзино место е Наташа Нолевска, која што била во репрезентацијата, и Александра Борисовска од Кумано. Тоа е тој проблем, да го наречем механички, каде што на база на тие повреди не би се осудил ни јас да ризикувам и да ги пуштам во игра. Едноставно не може да го дадат максимум. На психолошки план работиме на таа тематика, едноставно треба девојките да го оправдаат домашниот терен, публиката,
Сметам дека е еден од факторите за добра игра. Едноставно играме пред своја публика, каде што нормално ќе има бодрење и би требало да пружат игра. Сметам дека ако ги слушаат советите, дека ќе направиме чекор плюс. Изминатите надпревари преку квалификациите и пријателските средби, женската селекција покажува еден вид на напредок во резултатите и во играта. Очекувате ли на овој турнир да направиме уште едно скалило погоре и еве да минеме оваа прва фаза за квалификацијата? Тешко е вака да се прогнозира, но познавајќи ги девојкиве веќе подолго време ја прифаќаат, да кажам, малтретирањето, го прифаќаат од страна на стручниот штаб, за да идеме чекор плюс. Меѓутоа, знаеме и во дадени ситуации да одиграме и под нивото. Затоа беше и тој контролен надпревар 1-2 со Италија, каде што одигравме едно стварно катастрофално полувреме со Италија. Па на база на тоа полувреме пробуваме и овие аномалии што ги имаме во тој надпревар да ги искорениме. Игра е, топка е, така да може и да ни се повтори истото и на овој турнир. Не дај Боже да се повтори, меѓутоа како да се справиме и со тој момент. Така да сите анализи ги правиме. Останува на девојките, на нас да го дадеме максимумот и да се радуваме на крај.